Сектор за електронски комуникации во Министерството задолжен да ја имав таа задача да истера целата работа. Заедно со целата екипа работевме многу души. На сите, и јас во моје име би сакал да им се заблагодарам. Сите дадовме допринос за ова, за ваков документ кој што до сега навистина требаше за државата да се подготви, не само стратешки документи што треба да биде, туку конкретни, со конкретни рекови, конкретни чекори и конкретни мерки како тоа да се направи. После излагањето на министерот стварно навистина е тешко сега да се најде нешто да се дополни, да се каже. Само јас би сакал да објаснам кој ни беше пристапот во креирањето. Мислам дека пристапот е битно да го објасниме како пристапот во креирањето на документот. Пристапот ни беше дека бродбендот не треба, покривањето со бродбенд не треба да биде цел сама за себе, дека не треба тоа да биде нешто кој што мора да се има. Тоа е од јавен интерес и тоа е сериозен и тоа мора да го има. Но пристапот беше исто така од јавен, уште поважен интерес, поширок јавен интерес е користењето. Треба да ги имаме мрежите, но секако треба да имаме висок процент на користење на мрежите. Тоа е основот за онаа дигитална трансформација што кажа министерот. Ако ги имаме мрежите, а немаме користење од страна на институциите, од страна на граѓаните, од страна на владата, со кој што ќе се развие, што ќе направи промена во начинот на размислување, на комуницирање кај граѓаните, да нема промена во начинот на водењето на културата на бизнисот, да нема промена во начинот на водење на владењето и во развојот на демократските процеси. Тоа ништо не сме направиле. Затоа го кажувам, бродбендот и покривањето треба да биде само алатка, тоа средство кој што ќе донесе, кој што треба да донесе некоја повисока цел, односно трансформација суштинска во општеството. И затоа суштината во креирањето на бродбендот, пристапот ни беше не се доволно само да имаме мрежи, туку е доволно луѓево да ви користат тие мрежи. Ако трнеме од таа премиса, се ни станува јасно, ствари, и зашто и вакви таргети имаме, и зашто толку се фокусираме на граѓаните да имаат по пристапни цени, прифатливи цени, да го користат интернетот. Заради тоа што имаме ние многу држави каде што имале и користеле со јавни средства, изградиле мрежи, но користењето било, да кажам, минимално. А користење доколку немаме на бродбенд инфраструктурата, нема ни да го постигнеме целта на трансформација во општеството. Точно е тоа, извршеното мапирање покажа дека имаме покривање со брзи и со ултра брзи мрежи, но на вистина се почнавме да размислуваме зашто немаме користење од страна на бродбендот. И почнавме да ги отвараме и да ги дискутираме и да ги анализираме кај ни се пропустите со што граѓаните едноставно не ги користат овие мрежи. Нормално, затоа се фокусиравме и кон ценовната политика, прифатливоста на услугите да ја направиме достапна до граѓаните, а од другата страна да направиме баланс и операторите да работи и бизнис секторот да има и да функционира. Помошта со која што треба да се користи од аспект за државна помош од аспект во бродбендот, во секој случај мора да направи развој во телекомуникациите, во бродбендот, да направи користењето да биде поприфатливо, цените да бидат попристапни до граѓаните и до правните лица, а од друга страна да се обезбеди конкуренција, развој на конкуренција. Во ниеден случај не сме стратегијата да направи нешто, некој оператор да стави во повластена состојба со кој што ќе се наруши конкуренцијата. Тие се столбовите во оваа стратегија и стоиме цврсто за тоа дека со тоа го гарантираме. Но користењето на државната помош, некој ќе праша многу пари се, бенефитот дали го гледате од тоа. Јас лично ќе ви кажам каков е бенефитот, со кој што лично сум убеден за оваа работа. Доколку и по Светска банка, и по ОЕЦД кажат дека поврзувањата, конекциите на бродбенд се зголемат за 10%, за 10% во една држава. Значи, ова е факт. Не е измишлотина, не е релативна работа, ова е факт. Ако 10% ги зголеме конекциите, бројот на конекции кон бродбендот, GDP се развива, расте од 0,9 до 1,5%, во некои економии повеќе.
Ако сега тоа го имате во предвид, и ако во овие 10 години ние планираме над 10% качување на конекциите, на бројот на конекции, она што државата ќе го искористи, ќе ги даде парите за државна помош, за изградба на националната транспортна мрежа и за овие оптичките поврзувања, неколкократно се враќаат парите во буџет. Тоа треба на сите да ни биде јасно. Ние треба да гледаме големата слика и треба да гледаме напред. И како до тоа да го ствариме. А тоа само единствено ќе го ствариме ако користењето го зголемиме. Не ние само цел да направиме покривање. Користењето го зголемиме, само на тој начин ќе ги вратиме парите и ќе направиме развој во државата. И ние свативме дека за да дојдеме до користење на државни средства, ние прво треба да направиме и претходна фаза, подготвителна фаза за оваа државна помош, за да можеме да искористиме на начин со кој што нема да направи удар на пазарите, односно нема да ги уништи операторите, односно не сме во ниеден случај некој оператор да биде во повластена состојба, ставен во однос на другите оператори. Поентата е дека со користењето од државната помош треба да се направи развој во бродбендот и користењето повеќе отколку што таа државна помош претходно не би постојала. Затоа имаме подготвителна фаза во кој што кажуваме дека треба да направиме Broadband Competence Office, број 1 работа кој што мора да направиме, кој што треба да биде стручно тело, експертско тело, не регулатор, не агенција, кој што едноставно на национално ниво ќе ги координира овие работи, поставување на мрежи, ќе дава совети на владата, ќе дава совети на министерот, ќе дава совети на македонска дифузија, ќе дава совети на операторите, на сите заинтересирани инвеститори, како да се користи, а да не се наруши пазарот на конкуренција и најефикасно и најоптимално инвестициите да ја постигнат целта. Втората работа која што мораме да направиме, односно мапирањето на вистина по населени места во оваа подготвителна фаза, мапирањето во местата како е претплатничките договори, зависи од населените места, какви се, за да го следиме развојот на бродбенд пенетрацијата. Третата работа која што треба да направиме, да ги скенираме сите државни оптички капацитети што ги имаме, да видиме на вистина во каква состојба се. На вистина во каква состојба, знаеме дека посетно, не знаеме во каква состојба, да го доставиме тоа до владата да одлучи едноставно за еднаш, за секогаш да одлучи, да ги консолидира и да каже да, ова е на вистина за тоа ќе бидат, ова е за ова за ова, да ги намалиме трошоците потребни за македонска дифузија, максимално да ги намалиме, да ги оптимизираме за таа целата сума која што е потребна за државни средства, за да биде минимална за користењето кој што ќе се дава после на операторите, да биде во рамки да можеме овие цени што ние ги дефинираме, кој што ги кажа министр, до 2%, замислите во Македонија дали е тоа замислено за 2% од просечна плата да имате бродбенд 100 мегабита во секунда. 90% од цената, од трошокот за поставување на оптика паѓа на компанијата. Државата ќе го направи тоа. Државата ќе ги стави оптичката инфраструктура и ќе даде бујрум на операторите, користете ја за некои цени. За да бидат тие припатливи, ние мораме да ги направиме овие подготвителни чекори за да паднат цените за трошоците, за МР да ги постави мрежите. Тоа мора да го направиме во подготвителна фаза. И тоа е она што стои во подготвителната фаза. Затоа цела 2019 година ќе ни биде апсолутно максимална посветена за ова подготвителна фаза, да ги лоцираме институциите кои што треба да се поврзат, да ги лоцираме бесплатните Wi-Fi точки кои што е убаво сите да имат, и тоа е согласно ЕУ препораките за оние бесплатни Wi-Fi точки во паркови, луѓе кои се движат во општините да имаат сите бесплатен пристап до интернет, нормално ограничен во оние места кај што се луѓето кај што најчесто се задржуваат, да ги дефинираме тие локации, во МР да имплементираме платформа за лоцирање на тие точки, да се дефинираат белите зони, да се групираат, за тоа БЦО ни треба, да ги групираме и после тоа можеме да започнеме да правиме со студијата за креирање на транспортната оптичка мрежа, а потоа и студијата за покривање на белите зони. И понатаму сега пак би се дуплирал тука и би завршал, значи колку сме сериозни во делот за да ги стимулираме граѓаните да го користат интернетот, говори тоа што министрот еви добре што владата прифати, барем се надевам дека ќе прифати, се уште тоа не е пратено до влада, дека и ДДВ-то може да го намалиме и тоа за ултрабрз, дека и граѓаните со ниски примања
ќе ги поттикнеме, ќе им дадеме некои стимулации финансиски, односно претплатата ќе владата ќе ми ја плати за една година. Едноставно, ја имав и некои други идеи, ама ми рекол, не претерувај сега, толку пари немаме. Кажи. Нема да ме кушта, али ќе испадне се само за граѓаните ни е фокусот. А се тоа да биде во врска, во функција и тоа да биде согласно ЕУ, правилата и препораките а од друга страна операторите понатаму исто да функционираат и да имаат бизнисот се шири. Мораме да го направиме бизнисот се шири, да можат и други оператори да влезат и така натаму. Ви благодарам, мислам, може би малку претерав, али така кратко. Фала многу. Јас ќе бидам кратка, ми рекоа 5 минути, нема многу да зборуваш. Тука е до мене Димитар да ме чукне ако малку претера. Значи, важноста на овој стратешки документ, навистина професионално, многу професионално подготвен од експерти, значи нема фрази, туку конкретни мерки, така натаму представува навистина интегрирачка компонента во поставување и усмерување на развојните приоритети на нашата држава за следните 10 до 30 години. Кога зборуваме за развојни приоритети, зборуваме за одржлив развој на општеството и негова трансформација во дигитално општество според целите на Gigabit Society на Европа. Европа буквално ги дигитализира на некој начин комплетно сите политики. Значи, без обзир дали е политика поврзана со информатичко општество и бродбенд, или е политика на потрошувачи, веќе постануваме дигитални потрошувачи, значи дигитална индустрија и така натаму, се целите на Европа до 50 година. Даваат огромни средства од структурните фондови и од други инструменти кои што овозможуваат балансирање на ова што Димитар и министерот го кажа, а тоа е баланс. Ние ја правиме крвотокот, значи оптичката мрежа по целата држава, истовремено и градиме и содржини, треба да се градат содржини и сервиси, услуги за контекст на самата мрежа. Карактеристично за овој документ, кој што е навистина од јавен интерес значи правото, темелното право дефинирано во Лисабонскиот договор и во Charter of Fundamental Rights, значи примерното законодавство на Европа и сите други политики е како јавен интерес и јавни средства. Парите од сите нас за сите нас, секако не нарушувајќи ги условите на конкурентност. Овој документ има други две многу важни карактеристики и особини. Една од нив е рамката од 10 години се совпаѓа со конечно отворената врата за почеток на преговори, кои што веќе почнуваме сега оваа година, првиот чекор во процесот на преговори. Можам да ви кажам дека ние немаме класични преговори во процесот на пристапување. Ние имаме пристапување. Преговори ќе бидат во многу малку области, 5, 6, 10, каде што ќе бараме транзицијски периоди. Пристапувањето, односно рефлектирано на овој акциони план, да го кажеме, е буквално со сите елементи кои што овој план ги содржи, е уствари тоа согласување. Што е тоа? Прво е крвава работа од стручен аспект и тоа значи ревизија на целокупното законодавство за електронски комуникации, препораките на Европа, регулативите, директивите, веќе не се препораки сами. Со отварањето на процесот на преговор, со пристапувањето и забрзувањето, тие препораки стануваат обврски, што е многу различно во однос на нешто дали сакам, како и така натаму. Тие нема нас да ни кажат, ајде сега правите веднаш до сега, меѓутоа ќе дефинираат план, со што планираме, што менуваме, кои директиви, вклучувајќи и директивата 2014/61 за намалување на цената на бродбенд, кој што ние имаме транспонирано, кои политики, кои стратегии, со кого? Значи, тоа е второто прашање. Која улога има?
кои тела, како работат, по кои правила, која регулаторна рамка, дали таа рамка овозможува вистинска конкуренција или не, како, значи на каков начин ние таа државна помош ќе ја дефинираме за да има правила еднакви за сите, да нема дискриминација, пропорционално и со кој пари. Овие прашања, што, кој, како и со кој пари, се уствари елементите на планот за Бродбенд. Значи е едната рамка, оваа рамка на планот е уствари интегрална, конзистентна рамка за планирање, за имплементација, дефинирање на улогите на сите играчи институции, за имплементација имате и начин како тоа да се имплементира, по кои правила, со кои пари и интегрална рамка за мониторинг на индикаторите, а тоа се таргетите на дефинираните таргети. Преговорите ќе се одвиваат по 33 поглавља, 150 подрачја, 350 теми и 450 подтеми. Бродбенд планот, овој што го гледате пред вас, е уствари акцијски план, некаде на тема. Во поглавјето 10 имате неколку подрачја, во едно од подрачјата е развој на Бродбенд стратегија, да ја кажеме, или план за реализација. Оно што е исто така многу битно е дефинирањето на ревизијата и дефинирањето на законодавната рамка на делата кои што ќе бидат главни во овој дел, а тоа е БЦО, значи Broadband Competence Office и МРД, кои што треба да се регулираат во една законодавна рамка. Зошто го зборуваме ова БЦО дека треба да биде во законодавна рамка дефинирано? Ние зборуваме за развојни приоритети од 10 до 30 години. Значи мора да има стабилност, континуитет и сигурност дека тоа што ќе се дефинира преку БЦО, значи преку тој компетент офис, ќе се дефинираат и инвестициите, ќе се планираат и начините на и количината на инвестиции во одредени зони, мора да има континуитет и стабилност. Ова не е само на една влада, ова е на повеќе влади, значи развоен приоритет. Мора да има стабилност и мора тоа да се регулира во законодавна рамка. Од друга страна, мора да се ревидира регулаторната рамка, секако со намалување на цените на услугите. Морам да кажам дека ние како меѓу најсиромашните земји во Европа имаме од скапите цени споредено со моќта на самите граѓани. Димитар кажа тоа, ние можеме да направиме оптика, да ископаме, ако нема кој пари да даде договор да направи, џабе и обратно, затоа мора паралелно да се тера. Оно што исто така е многу битно, усогласувањето на законодавната рамка не се однесува само на електронските комуникации, далеку од тоа. Можам да ви кажам дека поглавје 10 е поврзано со 15 до 20 други поглавја. Прво, поглавје 1, кој што сега е explanatory screening за техничките стандарди. Поглавје 8 Competition и State Aid, кој што ги дефинира правилата на компетиција и на државна помош. Каде може, како може, под кои услови и така натаму. Поглавјата 11, 12, 13 земјоделство, ветерина и така натаму. Поглавјата 14 транспорт. Директно е поврзана овој Бродбенд план со транспортната политика, затоа што овој план забира и во сите јавни градење, значи на јавна инфраструктура и објекти од јавен карактер. Поглавје 15 енергијата, енергетските мрежи и така натаму. Поглавје 19 социјална политика и платформа на сиромаштво, многу длабоко зафаќа. Поглавје 21 ТЕН, трансевропски мрежи, транспортни, енергетски и електронски, кои што зафаќаат со Бродбенд. Поглавје 22 координација на структурни инструменти и регионална политика, 23 и 24 да не ги збориме. Поглавје 25 и 26 наука, истражување и образование, кои што се клучни исто така во овој. Поглавје 27 е животна средина,
огромни информатички системи каде што навистина треба оптика во секој делче од нашава држава да има пристоен пристап за интернет. Поглавје 28 потрошувачи, јавно здравје и потрошувачи, да не зборам за задолжителните системи кои што ги имаме преку УЈП, царина, финансиските и така натаму. Ми вика да скратам уште еднаш зошто е ова важност на овој план. Експланатори скрининг за поглавје 10. Вие во ноември. Ми се чека. Значи тогаш имате. Преговорите се состојат од неколку чекори. Едниот е објаснувачкиот скрининг, во кој што Европа ќе ви го кажува акито. Вие тоа го знаете. Веќе го имате транспонирано, треба да се ревидира и така натаму. Билатералниот скрининг е некаде 20-та година, 6 месеци би требало после тоа да биде, во кој што вие ќе кажувате што тоа планирате, тоа е планов, како ќе го реализирате, со кој пари. Значи имате година и пол, да кажеме, од прилike, за да може ова може да биде и бенчмарк, ако не за отварање, за затварање. Значи во вашето поглавје. Така да, таа коинциденција на овој план од 10 години и 10-годишниот период за, да речеме, генерално почнување и почеток на затварање на поглавјата коиндицира. Јас затоа овој план ќе го земам во моите симулации за можната динамика на преговорите како репер, емпириски индикатор, така да реализацијата на овој план, вие веќе треба да се спремате за билатерални и за преговарачки позиции, затоа што е многу јасно дефинирано, ќе го земам како репер во моите симулации за можна динамика на преговорите. Благодарам.